Констатирам дека собранието го донесе законот за употреба на јазик што го зборува најмалку 20%. Собранието за само 3 минути и 33 секунди го изгласа законот за употреба на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Македонија и во единиците на локалната самоуправа. Овој закон е политички договор, иако мислам дека не значи дека е идеален закон кој што ги исполнува сите интереси или сите цели кои што многумина го бара на ниво на државата. Со овој закон, јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Македонија почнува да се употребува во сите служби на собранието, комуникација на граѓаните со институциите, при издавањето на лични документи, примена на полициски овластувања и во локалната самоуправа. Следниот ден на 26 јули, собранието избира новата влада на Никола Груевски во коалиција со ДУИ, без присуство на опозицијата. Партијата на Али Ахмети бараше нови избори, за да се исправи претходната состојба во која ДПА, партијата со помал број на освоени мандати, ги представувала албанците во владата. На изборите коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, освои 63 мандати. ДУИ доби 18 пратеници и потоа заедно со победничката коалиција формираше влада. Бомбите на СДСМ открија каква задкулисна игра имале коалиционите партнери ВМРО ДПМН и ДУИ за да се донесе овој закон. Вечера со ДУИ завршивме? Конечно. Конечно. Браво. Се од утре почна макар. Имплементација. Имплементацијата, Да, така да наредни 7-8 дена ќе бидат тешки за нас многу. Мој избор е тоа да бидат веднаш, а не да чекаме после септември и октомври. Тоа што сме предвидели негативно, да го истуркаме сега. Веднага да биде. Веднаш и да сме на рад после цел мандат. Летто сега и после цел мандат да бидеме на рад. А Дими ми рече дека овој за јазиците го подпишале и го доставиле закон. Да, па им го направиме, го подпиша, го доставија. Сега им го дадов и за измамињата и тој го подпиша и автентично до тоа. И значи све у нашиот дел формално. Индијанци све во ред. Сега со нашиот. Македонски индијанци утре што ќе прави. На 4 август 2008 година председателот Бранко Црвенковски испраќа допис до Велјановски дека не го подпишува законот и го користи правото на вето. Ве молам, како председател на собранието, кој што многу добро го знаете деловникот, да ми истолкувате кои се причините и условите за итност на оваа седница, што ве натерало да закажете и просто да не донесете дома по домашна облека од дома да дебатираме. Седницава е итна. Итна затоа што оценив дека треба во конкретниот случај за конкретниот закон побрзо да се разреши писмо, односно укажувањето од страна на председател на Република Македонија зашто не го подпишува закон. Тоа е моето објаснение. Од опозицијата ги напаѓаат пратениците на ВМРО ДПМН за квази патриотизам. Денес граѓаните на Република Македонија ќе видат дека квази патриотите од ВМРО ДПМН е паднале на те. На 25 јули, користејќи го неприсуството на опозицијата, во услови на непостојање на политички диалог, да донесите еден вака сериозен закон. Вие од ВМРО ДПМН не убедувавте дека ако еден таков закон стане дел
од обврските на Македонија дека Македонија ќе пропадне. И па кај се сега сценаријата, ваши господа пратеници? Каде е таа тврдоглавост и удирање со глава во зид, која што ја правевте 2 години? Или не ве болеше затоа што главата беше на Македонија, а вие си игравте политика? Законот беше изгласан со 76 гласа за. Гласаа и претениците од опозицијата. Груевски по изборите на 11 декември 2016 не успеа да договори коалиција со ДУИ. За разлика од 2008 сега постои специјалното јавно обвинителство, кое беше причина за разделбата меѓу ВМРО ДПМН и ДУИ. Морам од ова говорница и како член на најтесното партиско раководство на ДУИ да ви кажам дека нека знае и цела јавност, и ако го знае, проблемот не беше законот за јазикот. Проблемот беше СЈО. СЈО беше проблемот. Груевски бара нови избори, а председателот Ѓорѓе Иванов одбива да му го довери мандатот на СДСМ и Зоран Заев. Причина е платформата на албанските партии. Груевски сега го повикува народот на протести, за да спречат федерализација на државата и воведување на двојазичност.